Можеме веќе да кажеме дека има конечен договор на четирите најголеми политички партии ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДОИ-ДП со представниците на амбасадите на САД и Европската Унија за предвремени парламентарни избори на 11 декември. Ова е договорот кој што го потпишаа четирите лидери со посредство на странските амбасадори. Во него е наведено, како што реков, дека тие се обврзуваат на спроведување избори на 11 декември, додека пак она влада која што ќе треба да ги спроведе изборите, таа преодна влада, вклучително со министри и заменици министри од опозицијската СДСМ, ќе треба да биде формирана најдоцна до задутре, односно до 2 септември, со оглед на тоа што 100 дена треба да трае незиниот мандат. Во текот на утрешниот ден ќе се одржи и централен одбор на Социјалдемократскиот сојуз, на кој што ќе бидат познати и имињата на нивните министри и заменици министри, додека во петок во собранието ќе треба и таа да биде изгласана. Вечерова беше решена и последната дилема околу, односно последното отворено прашање околу предвремените парламентарни избори, петиот член на ад хок телото за предизборно мониторирање на медиумите. Се работи за Љулзим Хазири, кој што е договорен од страна на по излегувањето од лидерската средба на Груевски од страна на СДСМ, ДОИ-ДП заедно со странскиот фактор. За ВМРО ДПМН, како што рече Груевски и претходно, е секое решение прифатливо само за да се нема алиби за повторно одложување на изборите. Значи Љулзим Хазири е прифатливото решение, компромисот за петиот член на ад хок телото за мониторирање на медиумите. Исто така Санта Аргирова ќе биде нов главен уредник во тие 100 дена на јавниот радиодифузен сервис на македонската телевизија. Кадровско решение за кое што Груевски исто така при неговата изјава првична потенцираше дека е кадровско решение блиско до опозицијата, меѓутоа исто така во насока на прифаќање на сите предлози и оневозможување за одредено алиби за да се нема избори. Сите решенија, сите предлози се прифатени како за главен уредник на МТВ, така и за методологијата по која што ќе работи ад хок телото и за петиот член на ова тело за работата на медиумите. Сите представници на политичките партии, сите лидери, четворицата лидери Груевски, Заев, Ахмети и Тачи, како и представниците на амбасадата на Европската Унија и американскиот амбасадор Джес Бели ги дадоа своите изјави по завршувањето на лидерската средба и конечниот договор за избори на 11 декември. Според лидерот на ВМРО ДПМН Груевски, добро е што постои ваков договор, што Социјалдемократскиот сојуз бил оставен без простор за манипулација и да не оди на избори. Го потпишале договорот, иако неколку пати претходно се обврзувале на вакви договори, но изборите биле одложувани. Се надева дека тоа овој пат нема да се случи, иако, како што рече, во периодот кој следи ќе слушаме најразлични изјави од Социјалдемократскиот сојуз, судирање во гради, обвинувања, изјави дека тие ќе ослободувале Македонија од актуелната власт, дека доаѓа, дека ќе следи промена на власт и така натаму, но сепак тоа, како што рече, е карактеристично за социјалдемократите целиот изминат период. Ја имаме подготвено изјавата на председателот на ВМРО ДПМН Груевски, ако може да ја погледнеме. Во сиот изминат период, ова и минатата година, основна цел на ВМРО ДПМН беше да се дојде до избори и со тоа да се надмине кризата во Република Македонија. Минатата година СДСМ создаде криза. Таа криза ја одлагаше и продолжуваше колку што може. Направивме многу чекори со цел да ги доведеме во ситуација да не можат повеќе да ги одложуваат изборите, да нема каде да бегаат, да мора да се соочат со народот и да му овозможат на народот да излезе на гласање и да си го кажи својот збор. А ја точно знам дека народот на изборите ќе го казни ова действување и ова работење и сето она што и го направи СДСМ на Македонија во изминатите година и половина. Така што, од тој аспект можам да кажам дека денеска сум задоволен што конечно на некој начин успеавме
Социјалдемократскиот сојуз да го доведеме во ситуација веќе да не може да ги избегнува изборите, да не може да вади нови изговори и алиби, затоа што се што имаа да кажат, на се се одговори, на се се даде одговор и за се се постигна некаква согласност, односно и се одговори на нивните барања. Така што од тој аспект добро е што денеска тие на крајот ја потпишаа изјавата за јавноста, со која што потврдува дека ќе излезат на 11 декември на избори, конечно. Иако секогаш после сето оно што ни го направија во изминатите месеци и двете одлагања што се случија, секогаш секој нивни подпис и збор го ставам со резерва затоа што никогаш човек не може да знае што меѓу време ќе направат. Но како и да е, се чини дека сите можни изговори кои што можеа да ги стават на маса веќе се адресирани на некој начин и денеска нема каде. Денеска за се добија одговор, се им беше удоволено и мора да ја потпишат изјавата и да излезат на избори каде што народот ќе го има главниот збор. Ние сакаме да дојдеме до ситуација каде што народот ќе го има главниот збор. Ниту Зоран Заев, ниту Никола Груевски, ниту еден или друг или трет. Туку сите граѓани на Република Македонија. Тие гледа, слуша, ценеа, видоа се што се случуваше во овие 2 години, видоа кој за што и како работи, гледаат кој се бори за државата, кој работи, да се создадат дела, да се создават работи, да се отворат работни места, да се донесат инвестиции, кој пак работи да се направи деструкција, кој работи во правец на правење и продолжување на кризи. На 11 декември ќе излезат, ќе си го кажат своето мислење. Каква политичка опција сака да ја води Македонија во иднина? Политичка опција што прави кризи, политичка опција која што прави деструкција или политичка опција која што отвара нови работни места, која што го развива здравството, образованието, сите други сектори, која што дава перспектива на луѓето и на државата. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, за разлика од него, Заев рече дека ова е почеток на слободна Македонија, во смисла дека завршува, како што рече тој, режимот на актуелната власт, започнува периодот на слободна Македонија, која што ќе се добие на слободни парламентарни избори, ја предупреди власта да не се обидува да манипулира со изборните резултати и да не се дрзне да влијае на работата на специјалното јавно обвинителство и преку Уставниот суд, кој што, како што рече Заев, се знае кој го контролира. Ја имаме изјавата од лидерот на СДСМ, ако може и таа да ја погледнеме. На 11 декември ќе ги поразиме сиромаштијата, криминалот, корупцијата, етничките поделби, омразата. Ќе ги поразиме партизацијата на институциите, хајките, нарачаните судски процеси, мафијата. Мора да ставиме крај и на иселување на младите луѓе и на опустошување на земјата. Почитувани граѓани, ве повикувам на масовна мобилизација сите граѓани за победа на Македонија. Лидерите на партиите од албанскиот блок, пак Али Ахмети и Мендух Тачи, се задоволни од постигнатиот договор, го поздравуваат овој напредок за конечен договор за избори на 11 декември и, како што рекоа, за нив главен гарант на овој договор, особено тоа го потенцираше Тачи, е меѓународната заедница, односно Соединетите Американски држави и Европската унија. Да ги чуеме главните поенти од изјавите на Ахмети и Тачи. Фер, демократски и слободни избори, при што се договоривме парламентарните избори да се одржат на 11 декември 2016 година. Од 2 септември почнува почитувањето на сите рекови кои што се пропишани во договорот. Мислам дека е многу добро што потпишавме договор да имаме фер и демократски избори на 11 декември, но поважно ќе биде ако партиите што ќе ја сочинуваат владата од задутре дават голем придонес тоа да се дешава и на терен. Ние ќе продолжуваме да се однесуваме конструктивно. Главната надеж и гаранција за ДПА останува меѓународниот фактор. Соединетите Американски држави, Европската унија и другите институции што ќе ги наблюдуваат изборите во Македонија.
Задоволство од постигнатиот договор на четирите партии изразија и амбасадорот на САД во Македонија Джес Бели, како и Лукаш Мелко од амбасадата на Европската Унија. Тие потенцираат дека четворицата лидери треба да се придржат на договореното, велат дека тие се гарант всушност дека она што беше денеска потпишано и ќе биде спроведено, иако на два пати претходно имавме две одложувања на предвремените парламентарни избори од 24 април и 5 јуни, да ги погледнем изјавите на Бели и представникот од амбасадата на Европската Унија. The United States, the European Union are proud to have helped the leaders in this process, and we do believe that this can be an important step in resolving the political crisis in the country. We will do what we can in the weeks and months ahead to help ensure that there are credible elections, that it meets the conditions that allow citizens to vote freely without intimidation. I would also say that the decision of the leaders tonight shows a political will to move the country forward. But as was said, it is now for all the parties to ensure that the citizens have the free choice in credible elections. Така ги слушнавме изјавите од представниците на меѓународниот фактор, сумирано договор на четирите лидери со посредство на амбасадите на САД и ЕУ за предвремени парламентарни избори на 11 декември, 100 дена преодна влада од 2 септември, која што треба да биде избрана во собранието, со двајца министри, тројца заменици министри од опозицијата, Сантар Гирова како решение за главниот говорен уредник на предлог на опозицијата за јавниот радиодифузен сервис и Љулзим Тахири, кој што ќе биде петиот член на адхок телото за мониторирање на медиумите во предизборниот период, последното отворено прашање кое што беше пречка за постигнување договор.